подготвија секојдневно доживување за вас. Вечер која долго ќе ја паметите и вие, но и тие. Вечерашната манифестација решивме да ја насловиме Црно и бело во боја. Текот на настаните ќе ви откријат зошто се одлучивме за овој наслов. Но едно е сигурно, дека во центарот на вниманието ќе биде уметноста. Уметноста чии зачетоци се црно-бели, но низ вековите ги добија своите бои и разнообразност. Се започнува само со две варијанти за избор. Едната е црната, другата е белата. А потоа ја додавате и шарената палета на бои и уживате во светот на фантазијата и го градите вашиот животен пат. Овие мали умови во текот на изминатата година ги здогледаа сите бои на уметноста. Нејзината комплексност, колку таа знае да биде интересна, да изненади, да не расположи. Цирнавме во секој агол на уметноста, од балет, преку театар, до ликовна уметност за на крај да запловиме во светот на музиката. Вечерва, драги гости, за вас ќе пееме, танцуваме, глумиме, ќе бидеме уметници какви што одамна не сте сретнале. Време е да стартуваме. Балетанки, трико, посебна гардероба за машки и женски, за девојките високо собрана коса. Вака некако изгледаат балетаните и балерините. На балетски час ги усовршивме балетските техники и ги применивме балетските вежби. Сега е време истите да ви ги презентираме. Почитувани гости, нашите звончиња во улога на балерини и балетани последните минути како лебеди ќе заплуват во езерото на еден од најголемите уметници на сите времиња, Чајковски. Еден аплауз за сите нив, забавата конечно може да почне.
Лебедово езеро, Орево-Кршачка, Заспаната убавица. Ова беа само дел од балетските бајки на кои се препуштивме во изминатиот период и кои ги раскажавме низ игра, низ балетот кој усовршивме. Игравме балет, учевме балетски скокови, усовршувавме балетски дуети. Кога завршивме со ова, се препуштивме на уште еден танц кој се игра во дует. Се запознавме со валцерот и неговата романтична страна. Вртевме и ротиравме како што всушност и бара самиот танц. Впрочем, и неговото име во превод означува игра преку вртење. Иако во самото настанување неговите композитори немале намера валцерот да представува уметничка игра, сепак нашите млади сладки изучувачи на уметноста во следните минути ќе ви представат вистинско уметничко танцувачко дело. Дами и господа, време е и за вториот валцер на Дмитрий Шостаковиќ во изведба на нашите сонциња. Ве замолувам за аплоздани. Тогаш еве ги вистинските професионалци. Ве молам уште еден аплауз за нив.
исклучително значење за да имаме еден измореден музички настав. Независно дали ќе танцуваме балет или валцер, класичен или модерен балет, се едно. Но сепак најважни се танцувачите, балетаните кои преку своите изморедни движења на телата ќе го одушеват публиката и гледачите. Затоа и ние решивме најмногу да се посветиме на добрите балетски чекори, за да оставиме впечаток за паметење. Без разлика на која музика ќе танцуваме, важни се усогласените движења кои ќе допринесат да изгледа дека вашето тело говори за време на танцувањето. А во продолжение, драги гости, еден класичен танц преведен за турските потреби во марш. Веќе знаете дека станува збор за вонвременскиот турски марш на големиот Моцарт. Ве замолувам за аплауз за втората